Општина Кочани ја презеде одговорноста за поставувањето на рампата на Пониква, што се испречи на новиот асфалтен пат кон манастирот Свети Василий Велики и кон ски лифтот број 3. Металната цевка што стои заклучена со катанец и го попречува приодот со моторни возила, испровоцира голем број телефонски јавувања и реакции на граѓаните во нашата редакција. Сите тие се сведуваа на прашањето кој и зошто ја поставил рампата, оценувајќи ја постапката како некоректна. Една недела по таквиот инфраструктурен зафат, градоначалникот Димитровски ја прекина дилемата во јавноста, потврдувајќи дека токму од локалната самоуправа дошла наредба да се постави препреката на патот. Целта на оваа рампа е да се спречи да товарните возила го уништуваат она што едва го направивме со средства од граѓаните на општината, од буџетот на општината, да не се уништува, туку да остане целосен тој пат. Имаме некои забелешки, ќе направиме некои корекции на таа рампа, меѓутоа целта е тоа, да се спречи да товарниот сообраќај минува од таму. Димитровски рече дека не знае зошто се појавиле реакции кај граѓаните, затоа што рампата не била проблем за собствениците на викенд куките во тој дел на Пониква. Јас не знам од кој аспект е поставено ова прашање. Знаеме дека Пониква е одмаралиште, дека таму се оди да луѓето уживаат, да пешачат и дека сите оние кои што ги имаат викендичките за достава, викенд куќичките, ги имаат клучевите од таа рампа. Фактот што собствениците на викенд куките имаат клуч од рампата и можат да ја кренат кога ќе имаат потреба, го создава впечатокот дека сите други кои сакаат да поминат со возил оттаму се дискриминирани. Токму затоа беа и реакциите на граѓаните кои се јавија во редакцијата со забелешка дека со ваквата постапка дел од планината станува приватна сопственост и привилегија само за одредена група граѓани, иако е заедничко природно богатство што им припаѓа на сите.